Добар дојдовте во моето ново видео. Денес, како што гледате на канала мој, ќе снимаме претпоставки за мене, че каква личност сум јас. Одов околу... Значи не сум многу пакет имаше глупости пише, но не во смисла за овие општо, значи надворот темата кој сакам да го снимува, затоа не ги прикажувам тие прашања, че Давид 11 прашања, баш ми милно, че има и хейт, слободно хейтајте, значи поголема поддршка ми давате и мотивација, без вас немаше тука да бидам кај што сум сега, така да само напред, да не должам многу. Мислам дека ќе ви се допадне видео, прв пат го правам на овој канал, кога почнав со снимање, затоа ме интересира што мислењето за мене, така да станете до крај на видеото, мислам дека ќе ви се допадне, лайк, коментар и шер. Одиме со првото прашање. Јак си вицеви. Никогаш не сум покажувал вицеви, некогаш не дека сум дете што не знам мајтап да направам или мајтап да прифатам, едноставно никогаш дали не ме интересирало вицеви да кажам на друштво, на општо на пријатели или слично, или сум прифатил и мајтап. Друго прашање на ебалото дете. Поздрав брат, не ќе те спомнам во видеото, пошто не ќе да си во видео и затоа респект за тебе, брат. Што имаш вакво мислење за мене. Одиме со нано, дали си за Становски или Трамп? Трамп. Не знам, ни Становски, не го знам, али ајде. Становски дека од битола. Сакаш да се кара, сакаш да си во права, се лица глупости, ама те сакам. За да се карам, сакаш, не го прифатил тоа дека се карам, сакаш се карам нешто што сакам да биде како да го кажем ова. Едноставно не дека ќе после нешто што се карам, едноставно ако се карам и ако притискам нешто, ако напнам за нешто, сакам да излези на видели на тоа и сакам вистината да биде кажана, а не да се вртат околу муабети или расипан телефон. Едноставно ако притискам за нешто се карам, некој секој нормален човек и здрава личност, не зборам дека некој нездрава личност не се карат, некој ако се карат, ако притискат, значи чувствуваат нешто дека има и притискат за обратната личност, мислам, дали било машко или женско, значи ќе притисне за да кажат, за да видат за што се работи и што поточно сака да ти каже таа личност. Едноставно не дека сум човек што се кара многу, едноставно човек сум јас што сакам да излези вистината на виделина и не ќе да се врдат муабети и да се бегат од темите надвор, пошто ако притискам нешто, ако се карам или ако сум убеден исто цврсто, дури не го речем тој проблем, нема да ми биде мирна глад, секако и на вас. Толку можам да кажам за ова прашање. Претпоставам дека си пак залюбен. Па секој нормален човек во денешно време мора да биде залюбен, едноставно љубовта ти ги спалнува живота и многу убаво да бидеш залюбен, колку да бидеш депресивен, едноставно никој околу тебе да не ќе, едноставно саме со себе да се неш парно, ќе бидеш залюбен, дали нека симпатија или општо за нешто друго, не мора да ако си залюбен дека мора женска да имаш или дека сака женска да имаш, едноставно јас го подразумам тоа залюбен да си, зависи во која смисла го кажува, сигурно го кажува за човек, пошто се подразбира и го знам детето што сакаше да каже со ова прашање. Едноставно не мислам дека сум залюбен, едноставно таков сум и тоа ми спална мене да бидам залюбен секако и како другите. Тој што има, мислам дека различно мислење имаме сите, не можеме сите да го кажеме. Едноставно многу ретко нова прашање ти биде одговорено дека искрен парно или ќе излаже нешто или ќе негира или нема да каже воопшто. Одиме со на прашање, говорот е многу слаб, не брза, за кај се брзаш со зборањето, полека малце. Едноставно, не знам, тоа е многу лоша навика што морам, како знам и умем да ја тргнам што побрзо, то поубаво знаем, пошто не мора да значи дека за видео општо така и кој ќе правам муабет со некој, многу брзо зборам и едноставно треба некој нема да ме разбери и треба пак да се вратам наново за да кажам, едноставно тоа ми е многу лоша мана и што побрзо треба да го тргнам за да се биде разбирливо, секако видеата, поточно се подразбира ова прашање за видеата што ги правам јас, дека брзо зборам или тивко се слушам или тивко зборам, секако исто тието, едноставно морам што побрзо да го тргнам тоа за да одиме напред, не дека нема да име напред, едноставно ова го кажам како
поттик дека и не се вредим дека овакво паша ми поставите, наставно ова важи за мене за дека од грешките се учат и да не правам истата грешка, затоа ќе го тргнам и понатаму нема да правам истата грешка кој што правев сега. Со говорот или општо со зборање. Дека си најдобар имаш сета поддршка, продолжи напред. Фала брат што ме поддржаваш за ова што го снимам и сум многу благодарен за ваквите позитивни коментари, едноставно си добивам мотивација се поќе, така да фала ти многу, респект, поздрав за тебе брат, тоа може да го кажам само во видео. Марено, дали дека го имаш возено BMW-то 220? Го имам возено, ама ја бега брат. Тоа BMW остана во минатото и поќе, никој само малце ми е жал, не ќе да зборам на таа тема што се случи и како се случи, така да тоа е. Останато спомените за секогаш. Ова требаше во првите 2-3 да го кажам, прашам, не знам што го оставив во предпоследното, ама ајде како таа. Зошто заменот битола? Зошто заменот битола? Едноставно сакав малце да сменам, едноставно монотоно ми е ист, едноставно немав ништо не ме стануваше во битола да станам, ништо не ме задржуваше, едноставно може друштвото ми е таму, пријателите, роднините, родителите, ама од друга гледна точка сакам едноставно да се тргнам настрана, да видам дали можам сам да успеам нешто што го сакав и што да видам дали ќе успеам, дали сакам, пошто јас заминав од битола да видам како е чувството да бидеш самостоен, доста од мајка ми, од татко ми, од родителите, од роднините помош, само сакам се од нула да почнем да видам како ќе се одвивам на тој, дали ќе се снаоѓам, дали ќе издржам, пошто треба физички, психички за секоја одлука треба да бидеш спремен, не дали за YouTube, дали за пеење, дали за бизнис или за нешто друго, едноставно треба да бидеш сосема скроз спремен и одлучив на нештото што сакаш да правиш, не да ти лета мозокот на столома, едноставно ако си решен за нешто, одиш до крај или одиш или не одиш, нема да што се кочи, затоа ништо нема стан во битола. Може да ми е жал што напуштив, ама не мора да значи дека сум преку земја, едноставно ако ќе имам слободно време ќе си дам битола, пошто реално 23 години во битола се имам доживеано и видено, едноставно и друштвото ми е таму, не можам тоа друштво да го заменам во никој случај нигде, дали сум бил во Македонија или надвор од Македонија, едноставно нешто што ќе ти влезе од мали години, многу тешко ќе ти излезе и реално може да го потврдам ова дека истото друштво ако си го имала пред 20 години и да имаш ново, нема исто да биде, едноставно хемијата таа што си имаш од мали кој ти си со некој и после кој ќе париш на 25 години да имаш друго друштво, не е тоа едноставно од мало кој ќе се знаеш се за него, едноставно кој ќе запознаш нови луѓе, не знаеш дали кого да се опојиш, дали ќе бидеш дали ќе те прифата, дали се што ќе им кажеш, дали ќе те издат или ќе те смеат, едноставно тоа е многу тешка работа да се одлучиш што понатаму и зошто заменев во битола, едноставно се го кажав моите и не ќе многу да доложам на ова. Зошто се остај назад и почна нов почеток во Скопје? Едноставно сакав да пробам, сакам од нула, едноставно без ништо сум овде дојден. Затоа сакам да почнем од нула, да видам до кај сум стигнат и што можам да направам саме со себе, едноставно така се созрeva личност и така може да се градиш како личност се поќе и погоре, отколку парно сам да се мачиш, да виш маката ти те научи на се, а не отколку да чекаш од некој да ти даде, едноставно сакам сметка, си плаќам, ја не се купувам да се облекам, да се перам, да се чистам, едноставно тоа никош не ме срам и затоа го кажам ова на видеото, никош не се жалам се или па да се срамам дека машкото е и да готви, како да не ќе пери, тоа е женска работа, едноставно маката ти те научи на се, а тие што се смеат, може тој други ден на што се смеат дали за мене или општо за некои други, да му се сврти тоа кралото, исто да тие да прават, ама нема да го кажат, пошто едноставно тоа му е срам или неудобно да го кажат самите себе, едноставно нема што да крием и што да се срамам, едноставно кој ќе си сам мора се да се спиреме, не може да викам чистачка, за чиста дома кој можам сам, едноставно Господ ми даде 2 раце, 2 нозе и 2 очи за да се чистам аз. Зошто да плаќам, зошто се резен, зошто се правам на ниво некој, јас ќе чистам, нека чистат некои други.
Едноставно не сум такво дете, може има и други, затоа викам секој има различно мислење, секој гледа од друга различна точка, сите не може да гледаме исто, така да ова моето и не ми е сам ништо зашто го кажав. Нова прашање. Ова последното што сакав да го кажам, ова требаше прво да го кажам, не зошто заминав од Битола, значи ова требаше прво добар, искрен, паметен, ама едно ме мачи зошто си толку добар и те користат. Ова ми е најлошото во овие 23 години што сум го направил и дури сега сватив зошто ми викаја сите да не бидам толку добар и да не бидам толку едноставно наивен за некои работи што се може ми речат и се можев да направам, едноставно тоа беше во многу, како да кажам, едноставно сум дете што сакам на секој помогне, никој не ќе грб да му свртам, никој не ќе да зборам се и се иште, да му се смеавам зад грб, едно пред него, зад грб друго, едноставно тоа ми е многу глупа работа и сватив дека овие 23 години едноставно со сите што ќе се запознаев, мислев дека ми се другари, уствари тие беа корисни, едноставно чека да се замениш и почна темата, јас бев главната тема во општо и во друштвото и во на кој било начин, едноставно самите се покажуваат што лице беа и што другари ќе останат и едноставно може касно се тргнав, требаше тоа порано да се тргнав, пошто да се тргнав порано немаше многу работи да изгубам, можево да кажам дека колата за некои личности сум ја изгуби, пошто можам ова јавно да кажам, че требаше и видео да направам, ама едноставно не берете за некои личности, пошто сватив луѓето дека во денешно време не те гледат колку си добар во душата, те гледат колку си колку имаш пари, колку не е грешка. Те гледат луѓето, не те гледат, усвари не, грешка моја сега, сигурно пак што направи грешка. Не те гледат колку имаш добра душа, туку те гледат што возиш, кај живееш, што работиш и колку пари земаш. Едноставно побитна му е колата и го сватив тоа дека едноставно ќе правиме пример од кога зедов колата, прешлата која возев на татко ми, едноставно никој не ме бараше, од кога зедов, од кога накренав малце, кога зедов нова кола, по-ова може да се каже, сепак стара или нема врска, годината се година, треба да се покаже колата и тогаш видов дека сите ме бараа, не што ме поштаваат, тоа може да опрат лице за мене дека го поштава, ствари ти иде за колата да ја возам, да си го поминат дено и да си скаде да си дојде 1 сат и да си сиот, а Стефан дали го праша дали може да земе колата, дали има пари, едноставно не му беше гајле, може едно 10 на пат ако имавме турено заедничко. Зборам за некои личности, не за сите да не се разбереме тука лошо, едноставно си го трга газо настрана и му беше гајле, едноставно ако во дејно требаше, ако во месец има 25 лајки се неделите 26-27 дена, јас се земав колата 25 дена. Тоа е едноставно многу лоша мана, дали било за колата и упшто за некои други, и најлошата мана што никош нема си просам само себе и дека од ова научив многу дека на никој поќе кола нема да дам после ова што ми се издешава мене во животот, сите што се го тргнаа газо, што се прат дека жал му едно друго, никош поќе кола на никој не му кажам и никој што ме користеше до сега, парно сам ќе седам, ама такви другари поќе од корис никош во живота нема зем, пошто да се тргнав порано немаше ни кола да изгубам, ни вистинските пријатели од некои личности што збора се што ги мислам не ги изгубив. Едноставно тие се тргнаа порано, јас закаснив пошто сум неселен во мозокот и модев показа ајде ова едно друго, едноставно бев зашеметен и испиенат во мозок, ама сватив дека од такви личности немам корис ни јас, а тие може имаат корис, слободно користете ме сакате, ама да знаете дека на штркалото вртит, пазите да видите, не бидите страдате, не дека ме повредивте, едноставно поќе таа грешка никош не направам и едноставно еднаш кога ќе се тргнам од некои луѓе, никош нема да се вратам назад. Така да, фала ви за се што ми направивте, дај Боже и вас да не се случи истото, ви посакувам се најубаво во животот
Јас си го излев овој пат, а да знаете дека не ми повредивте ни најмалцете дека изгубив многу работи, ама едноставно имам такво срце и мирна душа што тоа што е моето и кој ќе дојде едно ќе си го имам свое. И па тогаш ќе видиме дали ќе биде обратното или ќе ме уништувате тогаш, ама тоа ќе биде многу касно пошто вие кај што ќе бидете снема таму да бидам. Поздрав!